однос на денес донесената и јавно објавена пресуда, можам да кажам дека сум делумно задоволна. Задоволна сум од делот со кој што е констатирана, односно утврдена кривична одговорност на страна на оние обвинети за кои обвинителството остана на обвинение. Тоа исклучиво зависи од умешноста на јавниот обвинител да надвор од разумно сомневање ги докажа кривичните дела и действијата кои што им се ставаат на товар на обвинетите. Тоа нешто обвинителството и го направи во овој случај. Незадоволна сум од делот за изборот на видот и одмерувањето на висината на кривичната санкција. Меѓутоа, тоа е дел од постапката кој што не зависи воопшто од јавниот обвинител, туку од начинот на кој што судот кој ја води постапката ги оценува отежнувачките и олеснувачките околности кои што постојат на страна на секој од обвинетите. Секако дека во овој дел, значи во однос на кривичните санкции, ќе има жалба од наша страна заради тоа што сметам дека судот ги преценил олеснувачките околности кои што стојат на страна на обвинетите на сметка на отежнувачките. Тај како се сетивте после 4 години дека против Рангелова нема докази? Значи не е тоа сеќавање дека нема докази против некого, ако внимателно го слушавте мојот завршен збор и таму по однос на Даниела Рангелова кажав дека ова обвинение е поднесено во скратена постапка. Во скратена постапка не постои обврска јавниот обвинител да ги испитува двете страни, туку обвинението беше поднесено исклучиво врз основа на исказите кои што беа дадени од страна на оштетените. Во тој момент нивните искази упатуваа во таа насока дека и Даниела Рангелова има преземено действие со кој што го исполнила битието на неправото од член 386 став 2 од кривичниот законник. Меѓутоа, во самиот закон за кривична постапка, затоа е предвидено водење на главна расправа, каде што двете страни си ги спротивставуваат своите аргументи. Постои можност секоја страна да ги испрашува сведоците на другата страна во вкрстено испрашување и на тој начин постои можност да се смени целата слика, односно да се добијат детали за действијата преземени од страна на секој од обвинетите. Бидејќи доказите кои што беа изведени во текот на главната расправа упатија на поинаква слика по однос на действијата на Даниела Рангелова, од тие причини како обвинителство се откажавме од обвинение против нејзе. Значи не се работи за никакво текнување после 4 години, а плюс и тој период од 4 години што цело време се спомнува, значи динамиката на водење на судењето не ја определува јавниот обвинител. Ние секогаш сме биле присутни на судењата, никогаш не сме ги условно кажано злоупотребиле нашите права што ни припаѓаат согласно закон во насока на одолговлекување на постапката. Можеби еднаш до два пати се случило ние да отсуствуваме од судење заради веќе познатите случувања поврзани со специјалното јавно обвинителство. Како ќе Очекувавте ли барем затворска казна за Јанакиевски или поголема за Груевски, бидејќи ја баравте најстрога? Токму тоа и го кажав претходно, дека не сум задоволна од изборот на видот и одмерувањето на висината на кривичната санкција. Како прво, го кажав и во завршниот збор, сметав дека алтернативна мерка, условна осуда, доаѓа предвид само за осудениот Игор Бошковски и тоа и го предложив во мојот завршен збор. За другите обвинети сметав и се уште сметам и затоа ќе се жалам на тој дел од одлуката дека освен казна затвор не доаѓа предвид друг вид на кривична санкција. Дали до Министерството за правда ќе поднесете нови околности за екстрадиција на Никола Груевски во Македонија, бидејќи 1,5 година добила суда? Значи прашањето мислам дека треба да го адресирате на друго место. Односно новото обвинение. Значи таму има дел каде што билите дека нели Миле Јанакиевски го потикнал Лазаров го известува Миле Јанакиевски. Вака, не се работи за ново обвинение. Одбраната во денот кога давал завршни зборови цело време инсистираше на тоа дека се работи за суштинско менување на обвинението. Всушност се работи за технички измени и прецизирање во однос на работи кои што не ја менуваат суштината на обвинението. Не се работи за ново обвинение. Да, доле по действијата велите дека преку телефонски повик, односно SMS порака на Миле Јанакиевски, на Лазаров кон Миле Јанакиевски, практично настанувало толпата да биде агресивна. Како го заклучивте? Има ли докази за тоа? Ги најдовте ли пораките, ги најдовте ли снимките? Не, значи тоа произлезе од доказите кои што беа изведени во текот на главната расправа.
Јас мислам дека заради состојбата која што беше со COVID-19 еден период не присуствувавте и вие во текот на целите судења. Значи сите овие работи кои што се сменети на крајот се резултат на изменит на она што беше изведено како доказ во текот на постапката, односно на исказите кои што ги дава сведоците и на двете страни при директно и прискрстено И испрашување. овде гледаме затворска казна за Никола Груевски, но тој не може да одлежи ниту ова, ниту другата во споредба со еве поранешната министерка која што гледаме дека од вчера веќе е во затвор. Постигнали се ја целите кои што ги имаше поранешното со ја? Значи СЈО или било кое друго обвинителство својата работа која што ја има, своите права и овластувања кои што ги има по закон ги завршува во оној момент кога она што го представува како обвинение ќе го докаже надвор од разумно сомневање во судница. И делот со обвинетиот Никола Груевски во првостепена постапка нашиот завршува тука, во второстепена постапка ќе заврши со евентуално поднесување на жалба за кривична санкција. Што понатаму ќе се случи? Кој ќе влезе во затвор? Дали ќе се донесе некаков друг закон кој што ќе представува пречка за некој да издржува затворска казна? Дали некој ќе побегне? Дали некој нема да презема действија за да го спречи тоа бегство? Тоа не зависи од јавното обвинителство.